i jaz kako idem kao načelnik, i primjer kako treba da se prevzema i ostatka lokalna vlast. Lično moram да му се заблагодарам на досегашниот началник за Алексов, да се работи во општината, за убавите проекти кои ги остави јас да ги доработам, дека се работат интензивно и сум увиден дека овој континуитет 8 години ќе му даде навистина голем бенефит на градот и на граѓаните. Пред нас стои голема обврска, да работиме многу, да се работиме што повеќе за нашите граѓани. Тие тоа го очекуваат од нас, а ние можеме само да кажеме дека не треба да се сомневаат. Дека она што го ветивме и зашто се нафативме да го сработиме ќе биде сработено. Решавајќи ги сите оние нивни проблеми, имплементирајќи ги нивните визии за собствениот град, ние ќе го направиме Штип да биде навистина хубаво место за живење и со гордост ќе кажеме дека Штип ќе биде после Скопје убавиот град во Македонија. Сомнеш не треба да има, бидејќи последниот атом енергија ќе го искористиме да направиме добри дел за Штипјани. Во прилика сакам да им се заблагодарам на сите граѓани на Штип, што на 24-ти го искажаа своето демократско право да гласаат, што со чинот на гласање покажа дека сме политички зрели, имаме демократски капацитет и што Штип го издигнаа во градовите каде после првиот круг се постигна резултатот се избра локалната власт и што е многу важно, најпрвот на демократскиот амбиент во Република Македонија. Со тоа Штип покажа дека е политички град и дека е креатор на политичките движења во Македонија и јас сум горд што ќе седнам практично да раководам со еден таков град. Која е првата активност на новиот градоначалник од понеделник? Првата активност ќе биде да ги примам новинарите, што аргументи, и да истакнам дека тоа ќе биде првата средба. Сакаме да кажеме дека новинарите ни се потребни, мораме да ги негуваме и кога не карате, кога не критикувате, бидејќи новинарите постојат да бидат коректори на власта. Често пати може би да се позаборавиме кога седеме на нашите столици на фотели, но лично мислам дека вие сте потребни бидејќи преку вас граѓаните ќе соопштуваат и ќе примаат информации по тоа што ние работиме. Втората работа што ќе направам за вторник ја планирам, тоа е средба со досегашните председатели на собранието од постојањето на општина кои се живи до денеска, вклучувајќи го сегашниот градоначалник. Сакам да ги соберам овде да чујаме мислења од нив, бидејќи во нивните капацитети. И лично мислам дека таа среда ќе биде многу корисна, да ги важиме овие луѓе кои допринеле за овој град, а истовремено да им кажам дека рачунам на нив, во смисол да нивните сугестии и пораки кои ќе ни ги даваат ќе бидат корисни за овој град. Понеделник во 8:30 планирам средба со целокупната администрација во општината, така на едно место да ги собереме, тоа е веќе порака до шефот на кабинетот, да ги организира работените и во 8:30 во големата сала на собранието ќе имаме првата средба. Инаку да истакнам дека се она што ние го правиме како програма, тоа е континуитетот на што работеше до сегашниот началник Алексов и она што јас го планирам и на крајот ќе имаме навистина за кратко време второ резултат. Кој е прв проект на дневниот ред? Па ние имаме многу проекти, веќе ги работиме. Не знам дали сте били да речеме на Балканска, таму се веќе работи. По населба глави се поврзува долната населба со играчци, комплексот, спортскиот комплекс. Ако отидете во Судик и се изненадите колку се гради, луѓето веќе работат. Тоа е заеднички проект меѓу мене и чекарите на тоа место, се работи во Срчиево, се работи во Долани. Но сакам да кажам дека мораме да ги сработиме оние работи ситни за луѓето во сета негова кои газат кал. Тоа го медиумите пренесоа, овие дени почнуваме со работење. Мораме да го средиме делот што да вампаши пари да не газат кал во овој момент. Да истакнам дека текмите работи ќе одат интензивно на повеќе фронтови. Образувањето на Старка Рорман со водоводната мрежа мора да биде завршено скоро. Уште еден дел ни фали тоа да направиме, а знаете во четвртија се интензивно работи канализацијата и тоа мислам за 2 смени. Тоа ќе биде голема придобивка за граѓаните на четвртија, но преси за Штип, бидејќи знаете од каде пиеме вода. Да покажеме тоа дека во секоја населено место урбана заедница ќе почнеме да работиме, ќе ги решиме прво едноставните проблеми, а потоа ги решаваме сите оние крупни проблеми. Проектот ќе продолжува значи платформи, ќе работиме многу поинтензивно, така да една по една ќе решаваме и да го средиме централното градско подруčje величи на град универзитетски, на главен град Источна Македонија, верувате, тука ќе бидеме максимум уповлени на пократки рокови. Од сите оние други крупни проекти се доаѓаат, имаме со нашата програма агенда, се финански средства и тоа ќе тече на еден начин. Хвала.